Ви се обраќам вам, другарки и другари соборци мои. Исправен пред одговорноста прв да говорам пред луѓе на чии плеки притиска тежината на историјата. Поединечно некогаш гласовите ни беа потиштени, сега мојот помеѓу вашите го слушаат револуционери. Ви се обраќам вам за нашата сила во обединувањето во вистината наспроти лагите на елитата. И за нашата слабост што сега сета злоба врзнас ќе се втурне. Наоколу, надвор од оваа просторија, народот го слуша повикот на слободата кој го извикуваме. Врската помеѓу овие две времиња, оноа на потиштеноста и немоќта и ова на громогласноста ја сочинувате вие. Сега народот слуша. Слушате вие револуционерите, кои во своите животи ја видовте историската задача да се распламне искрата во мракот. Искра која стана факел, кој служи како патокас кон обединувањето. И тогаш како пожар на обединувањето, на обичните луѓе кои го чисти коровот од почвата во која сме вкоренети. Левица се шири молскавично и наскоро ќе ги пристигне портите на нивните заеднички палати. Голоракиот народ, разединетата работничка класа, во своите редови го пронајде оружјето со кое ќе се одбрани. Децата на транзицијата се суштинска антитеза на политичката и економската распределба која ја имаме. Противречност на болното распнување на народниот суверенитет, незаузданоста на криминалот, неездата на неправдата, ненаситноста на желбата за профит. Вистината и љубовта за живот, за слобода за народ свој. Љубовта за живот и слобода за народот свој ја одреди ова улога. Лице в лице, подудирање кое ќе го ослободи духот од рамнодушноста. Од омразата и мизантропијата која партиите на буржуазијата ги втиснаа како жиг на нашето сврзнат ткиво. Возвишена е борбата на страната на потиснатиот. И покрај животворноста која ја носи, да се подсетиме на непоколебливоста која ја изискува. Без компромис и докрај. Како што политичката олигархија немилосрдно ги задава ударите на работничката класа, така повеќекратен треба да биде одговорот кој ќе не ослободи од стисокот кој гуши, кој не држи во суспензија. Суспендирани постојано во меѓупростор, во бескрајна кризна состојба која се вржува преку политички, економски, образовни, безбедносни кризи. Зарем не гледате како не насетивте како телее постојано некоја следна криза? Ова не е само одлика на гнил и пропаднат систем, ова е наменска хистерија. Бескрајната кризна состојба, овој фрлен превез на бунило, ни создава чувство на тетеравење на бездна и не тера на компромиси. Доволно за да не турнат надолу, доволно за да плячкаат, се амнестираат меѓусебно, приватизираат и не поробуваат. За настрански фирми да им дозволуваат нашите работници 70 часа неделно да работат, а на банкети со домашни фирми да слават за нашите изгорени луѓе. Суспендирани, постојано во меѓупростор, во лудилото на евроинтеграциите како втор столб на владење на партиите од буржуазијата. Купола под која се обединува сиот распад за кој сведочиме. Од една страна, ние сме единствената држава во историјата која го сменила своето име насилно под присила на друга држава. Зошто да го чувствуваме овој национален срам? Наместо единство, евроинтегративните идеи ги разбудија сите сенки од минатото на Балканот. Македонскиот народ е умствено, политички и економски колонизиран од страна на НАТО фундаменталните и еврофундаменталните идеи. Ние ко целта, а таа се подалеку.
не треба да се влезе во ЕУ. Исчекувањето и неизвестноста го хранат вечното деспотство на тие кои го започнаа безкрајниот процес. Кој друг како не тие? Травматското врзување на колективот со овие разорувачки партии се содржи во тој последен шекор, кој од народот бара кротко однесување, а на деспотите им подарува бесконечност. Банди, злосторници ги запоседнаа целосно државниот апарат и финансиите во исти центри. Тоа што ние го нарекуваме партизација, истовремено и фрагментација на работничката класа. На периферијата на империализмот, девијантни фашистички облици го саботираат единственото оружје со кое можеме да се одбраниме во борбата против империализмот, а тоа е нацијата и државата. Низ евроатлантскиот фундаментализам и починетоста се разбудија соседните и редентистички апетити, а историските лаги и ревизионизмот и отпочнаа повторно нашата борба со фашизмот. Така наречениот Европски фронт, широката коалиција СДС-ДПМН ДУИ ја исполнува платформата на неоврховизмот и необализмот. Ја замаглуваат нашата свест, а од изворот на бунилото се пои со привид кој ја изопачува вистината. Поматеноста е првиот патоказ кој води кон овој извор кој труе. За народот кој е одделен од својата вистина, чести закани демнат. Годините на ѓубрење на почвата за да изникне витален фашистички сноп ни ги отапе сетилата. Во Македонија блесна музеј на жртвите на комунизмот. Личности и организации кои ќе бидат предмет на рехабилитација, личности по кои ќе се именуваат фашистички клубови во Битола и Охрид. За тоа историско руво, низ делата на овие личности и организации, се открива ендемскиот облик на овој фашизам, исконски непријател на македонскиот државен порив. Една црна идеологија на насилство, грабеж и помор на благородните идеи на единство помеѓу балканските народи. Поданичките и предавничките власти се обидуваат да ја стават македонската идеја на отстрел пред оваа идеологија. Остатоците од домашните предавници кои народно-ослободителната борба ги сотре, заштитени од последиците, преживеа во некои земји. А откако сме во западна преградка, сега се повторно тука и сакаат да се пресметаат со нашата антифашистичка историја, која е врежан доказ во македонскиот народен дух. Македонија, македонската држава, својата слобода ја платила со лична жртва и покрај загубите го победила зверството на дејците кои се обидуваат да ги рехабилитираат. Победила над михајловистичките идеи за поделба на Македонија. Насном предходи бугарско-фашистичко поробување на Македонија. Асном е историска разврска пред која пробуваат да не вратат домашните врховисти за да ги задоволат своите налогодавци. Исти такви околности не наметнуваат и сега. И затоа ние сме веќе во борба. Борба проткаена со истите мотиви како оние на партизаните. Политичката револуција и еманципацијата на работничката класа, кон кои се движиме како цел, треба да ја водиме паралелно со антифашистичката борба. Го носиме црвеното знаме како антифашистички фронт на левици и народните маси, кој ќе се пресмета со така наречениот проевропски фронт, маска зад која стои неофашизам. Левица во парламентот и во Советите на Република Македонија за 4 години ја врати народната волја во институциите.
Ги симна сите маски на лажната поделеност на партиите од буржуазијата. Таа за целата јавност ја обелодени широката коалиција. За сега на сите нивоа да постои само една опозиција. Опозицијата е левица. Револуцијата е левица. Јасно е, не може да не победат дур во нас горат идеалите. Ке расцвета повторно секоја мртва гранка, помилувана од песните од кои доаѓаат од зад нас, од минатото, песни кои ги пишувала војната. Покрај нас стои младината на оваа земја. Со нас се обесправените, измоштените и погазените. Се ронат карпите под нашите чекори, карпи на лаги и експлоатација кои не држат во сенка. Ќе ги срониме нивните врвови кои го гледаат сонцето. Во дворците нивни, под нивните трпези се безживотните тела на нашите најблиски, а на нивните раце се дамките од нашата крв. Затоа, да се подсетиме за патот кој одбравме да го одиме и со кој треба да се соочиме. Нашите класни и политички непријатели се вооружени со сиот информативен, безбедносен и финансиски капацитет на располагање. На нишан го држат цутот на слободата. Но нивното оружје не може да ја победи вистина. Ниту пак да спречат да се повтори историја. Затоа ние ќе победиме. Да живее левица, да живее АСНОМ, да живее народно-ослободителната борба, да живее Република Македонија! Смрт за фашизмот! Слобода за народот!